Добро вечер. Го следите новото издание на 24 анализа. Во целата политичко-општествена еуфорија, додека политичките елити се во зенитот на преписките околу политичката криза, вечерва следниве 40 минути решивме да ги посветиме на исто толку битни и суштински проблеми, но пред се од граѓански карактер. Вечерва во студиото заедно со мене се Елизабета Божиновска од невладината Хера и Андреј Сених од Заедно посилни. Добро вечер и добре дојдовте. Ќе зборуваме, како што реков, за една, да речам, граѓанска тема која што директно задира нели во интересите на сите граѓани. Тоа секако е скратениот буџет за програмата за превенција и лекување на ХИВ и спречување на можна епидемија. Најавен е за утре протест пред собранието. Кои ќе бидат праките кои што ќе бидат упатени до народните избраници? Бити повели. Најпрво благодарам за поканата. Значи, во текот на утрешниот ден, со почеток од 11 часот, имаме организирано најавено протест и прес, со кој што сакаме да информираме јавноста и да ги повикуваме граѓаните да не поддржат во однос на еден проблем кој што задира е од областа на јавното здравје, а тоа е превенцијата и заштита од ХИВ. Платформата од 15 граѓански организации кои што секојдневно директно работат на терен и имплементираат програми за ХИВ, практично утре ќе организира протест по повод скратениот буџет од превентивната програма за ХИВ, со кој што практично се доведуваат во прашање 15.000 корисници кои што ги користат моменталните услуги кои што беа воспоставени со глобалниот фонд и кои што практично со новиот скратен буџет имаме индиции дека во Република Македонија практично ќе има епидемија на ХИВ. Токму затоа утре ќе се обратиме пред се до пратениците од Собранието на Македонија, меѓутоа и до владата на Република Македонија да направат корекции и да го искористат овој историски момент од земја лидер која што успешно се справува со епидемијата на ХИВ веќе 13 години, да не дозволиме заради скратениот буџет да имаме појава на епидемија на СИДА. Секако за сите последици и импликации ќе поразговараме нели во текот на целата емисија. Андреј, кои се причините за кратење на буџетот? Кои се објаснувањата на надлежното Министерство за здравство? Имавте ли комуникација со надлежните за последиците по јавното здравје? Меѓутоа, пред да одговориш, јас сум должна овде да напоменам, во најавата го изоставив, дека за вечерва во емисијата ги поканивме и од надлежното Министерство за здравство, но од таму не ни одговорија и не го потврдија своето гостување. Сепак мислам дека ова е сериозна тема за која што треба многу да се говори во јавноста и секако остануваме отворени за комуникација секогаш кога сакаат да дојдат и да позборуваат на ова и на други суштествени теми. Андреј, повели. Благодарам, добро вечер и од мене. Еве веднаш би сакал да одговорам на вашето прашање со тоа што можеби е неопходно за граѓаните и за гледачите да ја објасниме малку подетално целата ситуација со кратењето на буџетот. Да, се разбира, ние имавме комуникација со Министерството за здравство и јас ќе ве информирам за одговорите што ги добивме. Се работи за национална програма за заштита на населението од ХИВ, која што во најголем дел изминатите 13 години практично добива финансиска поддршка од организацијата Глобален фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија. Тоа е една меѓународна организација каде што се слеваат пред се владени средства од побогатите држави, кои што понатаму се распределуваат за да се финансираат речиси исклучиво национални програми, национални стратегии на земји кои што имаат потреба од ваква поддршка. Како што и претходно сме зборувале, ова е последната година кога Република Македонија може да се квалификува, односно ги дотрошува последните средства од грантот од Глобалниот фонд. Тоа значи дека за да се одржат овие превентивни активности, потребно е државата да обезбеди средства за да го надомести оној јас што се јавува по завршувањето на грантовите. Ние очекуваме и се надеваме, се уште немаме финален одговор, дека првата половина од 2017 година превентивните активности кои што во најголем дел ги спроведува граѓанскиот сектор
ќе бидат продолжени со заштедени средства од тековниот грант. Меѓутоа, тоа не е сигурно. А што станува потоа? Што станува после јуни 2017 година? Тука зборуваме за оние 65 милиони и сега ќе објаснам зошто. Самото Министерство за здравство во текот на летото, во периодот кога и се подготвува и се планираат буџетите за следната година, практично ангажираше консултанти за да направат соодветна методолошка проценка за тоа колку минимум средства се неопходни за терапија, а колку се неопходни за превентивните активности за половина година, надевајќи се дека ќе можеме да ги искористиме средствата до јуни се уште од грантот. Така што овие бројки за кои што ние зборуваме, од потребни 65 милиони од буџетот на Република Македонија да се алоцираат за 2017 година, практично произлегуваат од самото Министерство за здравство. Зборуваме за проценка од 32 милиони неопходни за обезбедување на едногодишна терапија за сите пациенти со ХИВ и 33 милиони денари неопходни за покривање на услугите за превенција насочени на групите под најголем ризик, значи за половина година. Така доаѓаме до сума од 65 милиони денари. За жал, моментално во предлог буџетот за 2017 година, кој што владата го достави пред 10 дена во собранието, практично оваа ставка е сведена на само 27 милиони денари. Сериозен ресет тоа мора да забележиме. Апсолутно, дури ако споредиме со предвидениот буџет за тековната година. За 2016 година програмата изнесуваше 45 милиони од буџетот на Република Македонија. Ние очекувавме, ако ништо друго, макар символично зголемување, меѓутоа најмалку очекувавме кратење на 27 милиони, како што кажав, 32 милиони се потребни за годишна терапија. Значи сумата не стига за да покриеме годишна терапија. А што станува со овие толку важни, еднакво важни програми кои што превенираат ХИВ да стане поголем јавноздравствен проблем? И сега, можеби одзедов предолго време, меѓутоа, како што споменавте, ние веднаш реагиравме на ова, веднаш што го видовме буџетот, кога тој дојде во јавност пред 10 дена отприлика, инсистиравме на состанок со Министерството за здравство, остваривме таков состанок. Она што ни беше кажано беше дека во моментот нема средства, меѓутоа Министерството за здравство добивме некакво ветување дека во текот на годината следна ќе обезбеди средства со пренамени од други ставки. За нас тоа не е прифатлив одговор, бидејќи сметаме дека една јавна установа во однос на трошењето на јавните средства, особено за вакви важни прашања, мора да има конкретен план и средствата за кои што зборуваме и кои што се неопходни да бидат вклопени во одреден буџет и во одреден план, значи да ги видиме во конкретна ставка. Така. Пред да го продолжиме разговорот, јас морам овде да споменам да не им останеме должни на нашите гледачи, бидејќи нашите колеги до касно вечерва беа на терен. Имено да информираме за информацијата која што ја најавивме во информативното издание во 20 часот. Утрово полицијата направила упад во просториите на МИТ универзитетот во сите 3 објекти во градот. Потврдија полициски извори за 24 вести. Собственичката обвинува за монтиран случај од политички причини. Акцијата била по наредба на основното јавно обвинителство. Инспектори од МВР, од Управата за јавни приходи и од Министерството за образование во придружба на вооружени полицајци ја проверуваат целокупната документација на универзитетот. Основното обвинителство соопшти дека јавен обвинител дал наредба полицијата да изврши претрес на повеќе објекти кои им припаѓаат на МИТ универзитетот. Оттаму велат дека се вршат претреси со цел да се прибават документи и други предмети што би се користеле како докази во кривична постапка, а собственичката на универзитетот Билјана Апостолова во изјава за 24 вести вели дека се работи за политички монтиран случај и хајка против неа и МИТ универзитетот, за да ја замолчат. Поради незините јавно упатени критики кон власта, Апостолова вели дека МИТ утре продолжува со работа, бидејќи таму нема ништо незаконско. Во дневникот ја најавивме изјавата на Апостолова, а таа што туку пристигна и предлагам да ја чуеме. Ова е политичка хајка која долго време се врши врз МИТ.
а особено последните месеци, некаде континуирано од месец март па наваму до овој момент, заради моето отворено зборување против работата на власт. На овој начин сака да ме замолчат. А и да ме... Јас нема да замолчам, па и во 100 затвори да ме стават. МИТ универзитет од утре ќе продолжи да работи. Студентите не треба да се вознемирени. Ако има одредени неправилности, ако се најдат, тие постојат начин да се отклонат или да се докажа дали се такви или не се такви. Ако смета дека има неправилности, јас мислам дека нема неправилности, дека е работено според законските прописи, односно според она што ни е овозможено во Законот за високо образование, во нашите правилници, во нашите статути и така натака. Едноставно Оливер Андонов не е повеќе дел од МИТ универзитет, за да потоа поднесе веднаш пријава до Министерството за образование и наука, во која што ќе каже дека МИТ универзитет не работи правилно и дека треба да се изврши детална контрола на факултет, на правниот факултет и на факултетот за безбедносни науки. Тој 4 години, од 2011 година работеше кај нас, значи сега до 2016. Ако толку години работел во институција во која што не легално се работи или неправилно, значи ако сме ние биле криминалци, и тоа е дел од истиот криминал. Така, ние продолжуваме со разговорот во студиото. Само за подсетување, наши вечерашни соговорници се Елизабета Божиновска од Невладината Хера и Андреј Сених од Заедно посилни. Го продолжуваме разговорот, им бевме должни за ова на нашите гледачи и се надевам ќе имате разбирање. Бети, по најавата дека глобалниот фонд на крајот на 2016 или како што спомена Андреј, неколку месеци подоцна во 2017 ќе се повлече од земјава, се отвара прашањето за моделите и можностите за обезбедување на одржливост на програмите за ХИВ, кои ги раководат граѓанските организации. Може ли овде да позборуваме околу тоа што се е направено до сега? Колку корисници и услуги низ државата се нудат? Што ќе значи практично скратувањето на буџетот за она што спомена Андреј? Сериозен ресе, како што рековме, и навистина тоа ќе има директен одраз врз работата на граѓанскиот сектор. Значи, должни сме да информираме јавноста дека изминатите 13 години преку Глобалниот фонд се инвестирани доста средства во Република Македонија, пред се за ХИВ, меѓутоа и за туберкулоза, како болести кои што се закани и за човештвото, е важно да се инвестира. И во Република Македонија е инвестирано до сега повеќе од 30 милиони евра за изминатите 13 години. Благодарение на тоа Македонија се уште е земја лидер која што има ниска стапка на ХИВ и инфекцијата успешно се држи под контрола. Резултат од 13 годишното инвестирање се воспоставени превентивни услуги ширум земјата. Значи, буквално имаме во секој град некакви превентивни услуги за ХИВ и пред се овие инвестиции беа направени преку Министерството за здравство како примарен примател на овие средства и секако преку ангажирање на граѓанските организации кои што на некој начин се продолжена рака на државата. Благодарение на Глобалниот фонд во моментот имаме развиено стационарни центри за ХИВ и теренски услуги за ХИВ во повеќе од 14 градови за ХИВ, кои што последната анализа ни покажа дека се опфаќаат на годишно ниво 15.000 корисници кои што влегуваат во групата на ранливи групи под особен ризик од ХИВ и кои што не се опфаќаат со моменталните услуги кои што постојат во јавно-здравствениот сектор. Единствено се опфаќаат преку граѓанскиот сектор. Во рамките на сите овие услуги се нудат за нас, барем ние така ги нарекуваме, и тоа е докажано, животоспасувачки услуги за превенција, исто како што е животоспасувачка и терапијата и лекувањето, исто доволно важни се и овие услуги, каде што практично сите овие граѓани, 15.000 граѓани семејства, можат секојдневно да стигнат до бесплатни кондоми и лубриканти, бесплатни скрининг тестови за ХИВ, за навремено откривање на инфекцијата, секако да ги добијат сите потребни
потребни психосоцијални сервиси, поддршка од социјални работници, психолози, врсничка поддршка за лицата кои што живеат со ХИВ и нивните семејства и така натаму и така натаму. Значи, повеќе од 200.000 услуги на годишно ниво се нудат преку овие центри и повторно ќе повторам, благодарение на тоа ние во Република Македонија се уште имаме ниска стапка на ХИВ. Со новиот буџет се наоѓаме под закана сите овие услуги да се стави клуч на врата на истите, а со тоа не само практично граѓаните кои што ги користат овие услуги ќе останат без нив. Ние влегуваме во фаза каде што од успешно контролирана инфекција од следна година ќе се најават нов раст како на нови случаи на ХИВ, така и на смртни случаи. Значи, по директна закана практично ќе биде здравието на граѓаните. Точно така. И здравието на граѓаните, она што е важно за нас, овие услугите кои што се нудат од страна на граѓанскиот сектор не се покриени со ниту една јавна здравствена институција, не само кај нас, така и насекаде во светот. За да се стигне до нив практично се потребни организации кои што директно работат на терен, се дел од самите заедници и стигаат до оние до кои што државата нема да може да дојде. Како дел од транзициониот план, она што Андре го спомна, е токму една од плановите беше првенствено зголемување значително на буџетот, кој што сега практично како сценарио го немам, имаме само 27 милиони денари. Истиот мора да се зголеми за најмалку 65, за да може тој половина период од следната година, од 2017 година, да може да обезбедиме одржливост на овие услуги. Но практично временски бете извини, што би значело тоа? Колкав период може финансиски со овие пари да се покрие? Еве, имајќи ги во предвид на терен работите како одат. Или Андре? Со 27 милиони мислите. Вака, практично не може ништо да се покрие, што се однесува до превенцијата. Еве зошто, ние ова го дискутиравме и на состанок со Министерството за здравство, констатиравме одредени проблематични аспекти кои што ќе ги кажам. За жал, не дојдовме до решение и затоа и се одлучивме да ја алармираме јавноста за овој проблем и да се обратиме и до Собранието на Република Македонија. Имено, ние веќе знаеме и тоа е констатирано дека од набавката на терапија за тековната година, практично поради кретењето на буџетот, исто така и со ребалансот, веќе знаеме дека минимум 7 милиони денари во наредната година ќе бидат заостанати долгови за трошоци направени оваа година. Значи, од тие 27 милиони, 7 уште во почетокот се очекува и повеќе од 7 да бидат за заостанати долгови. Остануваме со 20. Остануваме со 20. Јас кажав претходно и тоа е пресметка од домашни експерти, признаена и методолошки верификувана од високи представници на Министерството за здравство, дека за едногодишна терапија се необходни 32 милиони денари. Аргументот на Министерството за здравство беше дека во моментот клиниката за инфективни болести располага со доволно залихи на антиретровирусна терапија. Тоа е точно, ние ги следиме состојбите со обезбедување на терапија постојано и одблиску. Тоа е точно дека веројатно најголем дел од следната година веќе имаме обезбедено залихи. Меѓутоа, дали тоа значи дека во 2017 ние не треба да набавиме терапија? Секако не. Значи ние и да имаме залихи речи се до крајот на годината, под број 1, не знаеме кога точно тие ќе завршат, не знаеме со точност да предвидиме колку нови случаи ќе се појават во годината, или до кога ќе требаат залихите. Додека дојде 2018 година за некоја наредна набавка, ќе поминат секако неколку месеци, за да се распише тендер, за да се спроведе целата таа постапка. Морам да кажам дека кај ХИВ терапијата прилично е сложена ситуацијата и постапките за обезбедување траат многу долго, бидејќи се работи за полен број на лекови, кои што и не се регистрирани за жал во Република Македонија. Така што ние инсистираме на тоа дека од оние 20 милиони кои што евентуално остануваат, барем за половина година ние мора да предвидиме сума за набавка на терапија, што би значило 32 половина е 16 милиони. Остануваат 4 милиони денари. Со 4 милиони денари секако не можеме ништо да направиме. Според тоа, ние сме еднакво загрижени и за терапијата, и за превентивните услуги, меѓутоа сметаме дека во оваа поставеност на работите на удар пред се ќе бидат превентивните услуги и се плашиме дека може да дојде до целосен
нивен крај, што е многу непожелно. Инаку, тука само ќе се надобрзам со еден податок во однос на вкупниот буџет кој што изминатите години го имавме, како од националниот домашниот буџет, така и од буџетот од глобалниот фонд кој што значително инвестираше токму во програмата за ХИВ. Значи на годишно ниво изминатите 3 години вкупниот буџет изнесуваше од 130, за да последните 2 години се зголеми на 160, односно 170 милиони денари. Зборуваме вкупен буџет, како глобалниот фонд, така државата. Оваа година ние вкупно со се глобалниот фонд и со се државата ќе имаме 73 милиони денари. Значи ние сме свесни дека целосно не можат да бидат можеби превземени сите услуги кои што се воспоставени од страна на глобалниот фонд со целиот обем. Меѓутоа, минималните, односно основните ХИВ превентивни услуги е заложба и беше на оваа земја уште со подпишувањето на грантовите на глобалниот фонд и се минимум што може да се направи ако сакаме Македонија се уште да биде земја со ниска стапка, ако не сакаме да ни расти епидемијата во моментот кога ќе замине глобалниот фонд. Ја спомена бити пред малку транзицијата кон националното финансирање на превентивните програми на ХИВ. Колку тешко ќе оди вака со овие математики, со овие бројки што ги споменавме претходно? Јас искрено бев оптимист на последната јавна расправа, кога јавно минатата година што се случи. Точно сите клучни актери учествуваа и пред се високи представници од Министерството за здравство кога дадоа обврска дека деловите од транзициониот план кои што итно треба да се превземат дека ќе го сторат тоа час поскоро. И да, тоа беше 11 декември минатата година. Неколку чекори, од кои што секако најважниот беше значително зголемување на буџетот за 2017 за покривање на основните превентивни услуги за ХИВ. Тоа е еден од чекорите, а исто така неколку други главни чекори меѓу кои што воспоставување на механизми како финансирањето на сите овие граѓански организации кои што директно на терен даваат социјални и здравствени услуги за ХИВ, како ќе најдеме механизми истите понатаму овие услуги да бидат одржливи, да се најдат механизми кои што овој процес на транзиција многу мазно ќе го направи. Значи нема да има административни бариери кои што ќе направат пречка во финансирањето, за да го немам онај јас да ни настане прекин на услугите кои што значат живот и кои што значат раст. И еден месец и неколку месеци за оваков тип на услуги значи пораст на ХИВ. Значи ние не смееме да си дозволиме да има јас или некако временски прекин на финансирањето. Значи втората задача беше воспоставување механизми како државата целосно да ги преземе веќе оние услуги кои што преку Министерството се нудеа, меѓутоа кои што ќе бидат финансирани од страна на домашниот буџет и кои што ќе обезбедат вклучување на граѓанските организации на транспарентен начин на кој што ќе има влез само на оние кои што имаат доволно искуство, доволно експертиза, кои што стигаат до ранливите групи и кои што ќе придонесат кон успешно справување со ХИВ во иднина. За жал морам да констатирам, и минатата година имаше во рамките на превентивната програма вклучено многу скромен буџет од неколку илјади евра. Оваа година имавме ставено во програмата дури 30.000 евра токму за тестирање на овој систем, за да видиме практично оваа година кои се пречките во објавувањето на јавните огласи или во формирање на регистар за граѓански организации, во финансирање и така натаму. Кои се сите пречки кои што евентуално би се појавиле оваа година, за следна година веќе Министерството да направи чекори со кои што тие ќе се отстранат. За до јуни 2016 кога заминува глобалниот фонд, ние како држава сме целосно спремни. Јас кажав 2 чекори кои што се клучни, меѓутоа со најновата ситуација која што е поврзана со кратењето на буџетот, ние сме чекор назад. Зашто правиме муабет? За каков систем кога ние немаме ни пари, немаме ни средства за воопшто да се превенира нешто, а камоли да се направи овој буџет. Затоа е нашиот апел со зголемување на средствата, затоа што за нас основа за сите ветувања се буџетските линии. Кога ние ќе ги видиме буџетските линии, онака како што е планирано и кои што содржат неопходен буџет, тогаш знаеме дека ние сме на правиот пат. И
Доколку тој чекор се направи, јас искрено верувам дека доколку има волја, уште утре може да се направи, односно може веднаш да се направи преку собрание, односно преку влада до донесување на буџетот, а вториот чекор е она што го спомнав, воспоставување на механизми кои што, како што кажав, огласите за тестирање на системот ниту минатата година, ниту сега не се случија. И тоа е нешто кое што час поскоро веднаш треба да се направи откако ќе го имаме буџетот, за да стигнеме до периодот кој што е прекраток, имаме само 6 месеца, односно еве неколку месеца од оваа година, да ние како држава ги направиме најнеопходните чекори за да не ни се случат сценаријата кои што можеби подоцна може да ги опфатиме, им се случија на други земји, односно неуспешно ја поминаа транзицијата. И затоа пак ќе повторам, токму затоа ние апелираме последните неколку години. Значи ова не е проблем кој што сега го актуализираме. Последните 3-4 години најмалку апелираме за чекори од транзициониот план. Сега сме во фаза каде што сите чекори пропаднаа со буџетот. Практично сме вратени чекор на назад кога за основата за одржливост правиме муабет, а камоли за останатите чекори кои што воопшто не се за занемарување. Јас го спомена целиот процес и како ќе се одвива, но може ли да се гарантира транспарентен процес на целава работа, особено кога вака се поставени работите со сериозно кратење на финансиите? Андреј? Па вака, знаете, ние би сакал еве и да ќе одговорам на тоа и да објаснам еден аспект, бидејќи често го спомнуваме, нели, тој глобален фонд. Поникогаш луѓето, па дури и во институциите со кои што работиме, добиваат впечаток дека тоа е некоја организација која што има своја политика и не знам спроведува некакви програми во Република Македонија. Не. Овие програми се дел од нешто што е национална стратегија, национална определба до која што сме дошле низ заеднички мултисекторски консултативен процес со добра волја и соработка на сите засегнати страни, особено на експертите во оваа област, особено на Министерството за здравство и граѓанскиот сектор. Ние според тоа како граѓански сектор кој што работи на овие програми и носи еден клучен дел на крајот на краиштата, самите представници од Министерството за здравство минатата година на јавната расправа што ја споменавме, тие самите велате овдека имам дека два столба се клучни во нашата стратегија. Едниот е услугите за превенција на ХИВ помеѓу групите изложени на најголем ризик и вториот столб се разбира лекувањето и терапијата, како и грижата и поддршката. Ние како граѓански организации македонски се залагаме за транспарентност. Ние и досега имавме директни договори со Министерството за здравство како субреципиенти, секундарни приматели на средствата од донациите и секако сакаме тој механизам на ист начин да се престека. Дури не знаеме зошто не може да се задржи истиот тој механизам. Низ консултативен процес со Министерството за здравство уште од крајот на минатата година и почетокот на оваа година ние дојдовме до одреден предлог како да се формулира еден јавен оглас, по кои критериуми да се во иднина да се бираат организации кои што ќе бидат партнери и спроведувачи на овие програми. Се со цел, тоа не значи дека ние само сме и ние очекуваме нас да не финансира државата. Не. Државата има интерес да на најдобар можен начин одговори на ова јавно здравствено прашање. Треба да се одговори со најдобрите стратегии и со оние услуги понудени од граѓанскиот сектор кои што ќе успеат да стигнат до најголем број на корисници за да имаме најдобар јавно здравствен ефект. Според тоа, клучно во тие критериуми е и транспарентноста, но исто така и вреднувањето на одредено искуство и изградени капацитети за кои што не случајно со години е вложувано. Така и работата која што стои зад вас години наназад. Ќе го продолжиме разговорот, предлагам само овде да погледнеме краток блок на реклами и се враќаме веднаш во студиото. Новиот Peugeot 2008, создаден да совлада се. Богато одбреме за 175 евра месечно.
Во вашето динамично секојдневие, болката лесно може да ве запре. Затоа имајте Налгесин С при рака. Брзо ослободува од различни типови на болка, како главоболка, забоболка, менструална болка, болка во зглобовите и мускулите. Налгесин С ја запира болката пред таа да ве запре вас. Налгесин С, брзо решение за различни типови на болка. Смоки Мега Хрскер. Повеќе кикирики за посилен вкус. Никогаш посилен. Смоки Мега Хрскер. Колку време ви треба да поминете 950 километри? Ако појдам пеш, ич нема да ми треба, нема ни да појдам. Пеш? Зависи со кој автомобил и автобус се оди. Во среднонапонската мрежа се изградени 1050 нови дистрибутивни трафостаници и среднонапонска надземна мрежа во должина од 950 километри, приближно колку од Скопје до Виена. Ново изградената високонапонска подземна мрежа пак е во должина од 105 километри, додека новата среднонапонска изнесува 2800 километри. Со овие инвестиции се подобри квалитетот и сигурноста во снабдувањето. Сигурен и стабилен дистрибутивен систем и сигурност во снабдувањето со електрична енергија остануваат наш врвен приоритет. Евана Македонија. Светлата страна на животот. Прилепска газоза. Освежува и зближува. Неверојатна октомвриска понуда во АМЦ. 5-инчен смарт телефон Ligo за 3490 денари. Лаптоп Dell со Intel Core i3 процесор за 16490 денари. 40-инчен смарт телевизор Sharp со 3-годишна гаранција за 21990 денари. АМЦ. Вистинско место за нова технологија. Користите ги Виза кредитните картички за вашите потреби, и големи, и мали. Искористете ги промотивните поволности и аплицирајте до 22 октомври без чланарина за првата година. За направени 15 трансакции со Виза кредитните картички добивате уште една година гратис. НЛБ банка. Смоки Мега Хрскер. Повеќе кикирики за посилен вкус. Никогаш посилен. Неверојатна октомвриска понуда во АМЦ. 5-инчен смарт телефон Ligo за 3490 денари. Лаптоп Dell со Intel Core i3 процесор за 16490 денари. 40-инчен смарт телевизор Sharp со 3-годишна гаранција за 21990 денари. АМЦ. Вистинско место за нова технологија. Специјална понуда 59 евра по лице за 2 ноќевања на база полупансион, појадок шведска маса, вечера избор по желба од мени, вклучено користење на базените, спа и фитнес центарот, Хотел Тино, Свети Стефан. Така, се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот. Андреј, може би овде е интересно да ја споменеме анализата на Светска банка. Што покажа оваа анализа и што детектираа практично експертите по однос на ова прашање, во однос на превенцијата на ХИВ, во однос на потенцијалните опасности, а секако и ова ново влијание што може да го очекуваме со скратувањето на буџетските средства, моментално со што се соочуваме во земјата. Така, па всушност најалармантните предупредувања доаѓаат токму од оваа анализа која што ја правеше еден високостручен тим, разновиден тим на експерти од Светска банка и од други агенции на Обединетите нации, и она, ако се гледа, тоа секако беше правено во соработка и со консултација на локални експерти и во соработка со Министерството за здравство. Значи, на оваа анализа стои Светска банка и Министерството за здравство.
Ако за некоја, јас не ми е познато дали во Република Македонија за некоја политика или национална програма, барем во сферата на здравството и на јавното здравје, е направена еден ваков тип на анализа, каде што гледаме во зависност од тоа колку ќе инвестираме за одредено прашање, какви резултати ќе добиеме во смисла на број на нови инфекции, број на нови смртни случаи или обратно, број на спречени нови инфекции и број на спречени смртни случаи. Ова анализа покажа неколку клучни работи. Дека Република Македонија може во рамките на она ниво на одвоени средства, кое што се издвојувало во изминатите неколку години, како што спомена и Бети, во некаде отприлика од 120 до 150-60 милиони денари на годишно ниво, дека во тие рамки Република Македонија може успешно да ја држи епидемијата на ХИВ под контрола, односно каква што е до сега на ниска стапка на ХИВ инфекција. Фокусот на националните програми, на интервенциите што ги правиме за да се справиме со ова прашање, мора да остане на групите кои што се изложени на најголем ризик. Зошто? Бидејќи во Република Македонија ние немаме генерализирана епидемија проширена помеѓу општата генералната популација. Не. Епидемијата е сконцентрирана во одредени групи за кои што зборуваме и на кои што и се насочени услугите на граѓанскиот сектор. Доколку ние успееме таму да ја контролираме, ние секако индиректно спречуваме ова да стане поширок јавно-здравствен проблем. Значи тоа е втората битна работа, дека нашите национални стратегии мора да останат засега фокусирани на групите изложени на најголем ризик. И она што е најбитно, што произлезе како конкретен заклучок од ова анализа на Светската банка е дека доколку се задржи сегашното ниво на финансирање, односно она кое што сме го имале во последните неколку години, и доколку тоа оптимално се распредели со фокус на програмите кои што се насочени на групите под најголем ризик и со фокус на зголемување на достапноста на антиретровирусната терапија, практично до 2030 година ние би можеле да спречиме дополнителни 860 нови инфекции да настанат со ХИВ и дополнителни 290 смртни случаи до 2030 година. Ова се пресметки направени врз основа на сериозни и комплексни математички моделирања. Јас би сакал да истакнам дека кога правиме една јавна политика, доколку имаме вакви индиции за она што може да се случи или на кој начин можеме да спречиме смртни случаи и нови инфекции кај граѓани на Република Македонија, навистина е во најмала рака неодговорно да не се постапи според таквите насоки, да се игнорираат, па дури би одел дотаму да бидам по-драматичен, да речам дека тоа игнорирањето на таквите индиции би било и злосторство. Уште еднаш ќе кажам, ова е можеби редок пример каде што за одредено јавно здравствено прашање имаме ваква сериозна анализа. Значи доказите и аргументите за ова за кое што говориме денеска се практично на наша страна и очекуваме она што е нормално да се очекува од народните избраници во собранието, да постапат според доказите, да постапат според она што е секако потврдено и веќе било донесено на едно ниво на национален консензус. Не знам, Бети, ако... Може би било интересно сега, ќе треба да очекуваме, барем според динамиката на работите, може би нова некоја експертиза како со толку мал буџет ќе може да се менаџира целиот проблем, но тоа сигурно ќе биде прашање за понатамошно разгледување. Бети, зошто е важно да се инвестира сега? И што покажуваат искуствата за менаџирање на оваа проблематика од соседството, од регионот? Примерите се многу јасни. Аргументите ги имаме на наша страна. Ако не се инвестира, тоа ќе не чини човечки животи, ќе не чини раст на нови инфекции. За ХИВ, за среќа, сите овие изминати 35 години имаме многу аргументи, многу докази, што значи финансирањето оптимално во однос на контролата за ХИВ.
Па така да речеме, соодносот секогаш е правопропорционален финансиски инвестиции и резултат, односно спречување на ХИВ. И тоа е секаде во сите земји. Така, се разбира, станува збор за финансиски средства кои што оптимално се инвестираат исклучиво во сервиси за секако лекување, меѓутоа сервиси за превенција, услуги за превенција кои што се докажани и кои што се ефективни. Ние кај нас ги имавме 13 години, сервиси кои што успешно исправуваат ХИВ и секако го одржавме ниското ниво. Она што е важно за ваквиот тип на услуги е дека, како што споменав и претходно, не дозволуваат ниту мал прекин. Зошто? Во најмала рака тоа земјата ќе чини многукратно повеќе буџет, е процес кој што не може да се врати назад, затоа што ќе има пораст на нови инфекции, значи уште поголема потреба од терапија, уште поголема потреба од превенција. Меѓутоа, ајде како граѓани, како граѓански активисти, најважното ќе не чини човечки животи. Нови човечки животи за кои што имаме докази дека со многу мала инвестиција ќе ги спасиме. И тоа е нешто кое што во најмала рака требаше да го научиме барем од земјите од по-тесниот регион, па и од соседството. А ги имаме бројни примери и надвор на другите континенти, меѓутоа и кај нас. Глобал фонд има историја и финансираше скоро во целиот свет, значи во многу земји инвестираше за да ја постави ова инфраструктура која што е исклучиво важна и со очекување дека земјите понатаму ќе успеат да ја одржат и со тоа овој голем предизвик, да речеме, справувањето со ХИВ ќе придонесат со тоа да го, барем во сопствената земја, секако го одржат нивото на ХИВ. Јас ќе го спомнам примерот на Романија, каде што по повлекувањето на глобалниот фонд земјата не успеа да најде ниту средства, ниту механизми како да ги одржи успешно воспоставените сервиси за ХИВ, за превенција за ХИВ, пред се они услуги за намалување на штети, односно за бесплатно опрема за инјектирање на дрога за корисниците кои што користат, кој што исто така ефикасно средство за превенција, доколку ја има, ќе се намали штетата кај тие што користат дрога, односно нема да има дополнително појава на ХИВ, хепатитис С и така натаму. Државата не успеа тоа да го направи само за неколку години, да речеме во 2013 година, од сите нови случаи на ХИВ во Романија, дури 29 се случи кај лицата кои што инјектираат дрога. За разлика од 2010 кога овој процент беше само 3%. И тоа само заради тоа што немаше поддршка. Уште еден пример многу близок до нас. Минатата година Србија, скоро иста ситуација, каде што под контрола епидемијата долго време инвестираше глобалниот фонд. Србија се замина, се повлече глобалниот фонд. Државата презеде дел од услугите, меѓутоа повеќе беше третман, метадонски третман, меѓутоа услугите кои што беа од граѓанскиот сектор како клучни во однос на превенција на ХИВ, државата не ги презеде, не изнајде модели и само за една година Србија од земја со ниска стапка на ХИВ, денес е земја со висока стапка на ХИВ. Значи значително средствата сега ќе мора да се зголемат кај нив и за превенција и за третман. Пак ќе кажам, процесот е неповратен. Значи истата опасност не демне. Истата, значи доказите кажуваат дека за пократок или подолг период истото ќе ни се случи, затоа што тоа таков е начинот на пренос. Значи денес постојат ефикасни докажани мерки. Постојат, ги има, ако сакаме да им ги овозможиме на граѓаните ефикасно да се заштитат од ХИВ, можеме, и тоа се прави со оптимално финансирање на средствата кои што на ваква стапка многу малку ќе не чинат како држава. Затоа што кој ќе објасни одлуката дека ние само по една година драстично од 3 до 10 кратно ќе ни се зголеми буџетот за превенција, меѓутоа и за терапија за ХИВ. Значи ние не штедиме со овој буџет, ние со овој буџет не само што не штедиме, пак ќе се вратам, за нас е најважно ги ставаме во ризик човечките животи за кои што имаме докази дека ќе се случат. Смртни случаи со овој буџет ги имаме секако. Прашање кога ќе интервенираме и колку време ќе ни треба да ги научиме приказните, односно сценаријата што се случија надвор, а пред година до неколку години не се случија. Само за пример овде ќе интервенирам уште Хрватска, земја која што реши дека по глобалниот фонд целосно ќе ги преземи сервисите пред се за ранливите граѓани кои што се финансирани, односно се раководени од граѓанскиот сектор. По заминувањето на Глобал фонд до денес Хрватска ја одржува контролата на ХИВ и нема епидемија. И ние како модели ги имаме моделите од Хрватска, дури минатата година цела делегација, граѓанскиот сектор, парламентот, Министерство за здравство, Министерство за труд,
локална самоуправа. Сите заедно бевме да ги видиме моделите и ги имаме моделите. Значи, начини постојат и тие, мислам, нема што да измислуваме топла вода. Треба само волја да видиме кој начин, кој модел за кај нас е најважен. И пак ќе речам, волја да се инвестира. Прашање, за да се зголеми годинашниот буџет од 45 само на 65 милиони денари, 20 милиони денари на буџет кој што е рекорден во државата. Нема аргумент кој што може да го даде некој кој што работи на донесување на одлуки како изговор да не се инвестира во ХИВ. Во ХИВ, кога глобалниот фонд се заминува, најважната година е сега. Сега го не инвестираме. 2018 ќе зборуваме за други сценарија, други бројки, други пари. Значи сите сценарија целосно ќе се променат и трендот ќе се зголеми. Односно може да се промени согласно регионалните тековини. Знаеме колку ова ќе не чини. Нови математики ќе ни требаат. И затоа е нашиот револт, затоа што сметаме дека со премалку може да се направи многу за нашата држава и да се продолжи трендот на спречување на епидемијата. И може би се крати некаде каде што е најсуптилно, најсуштински важно прашање. Андреј, упативте апел за пратеничка поддршка за зголемување на буџетот. Реално ја очекувате ли истата? Се уште очекуваме. До сега имаше одредени дискусии во собранието. Не видовме конкретна акција се уште. Знаеме дека има уште неколку дена додека заврши расправата околу буџетот. Веруваме дека пратениците можат да направат промена и затоа утре на најавениот протест во 11 часот пред собранието на Република Македонија уште еднаш ќе ги потсетиме на нашето барање. Ако треба уште еднаш ќе го упатиме и до сите пратеници, веќе тој го сторивме, уште минатата недела, меѓутоа еве уште еднаш и до владата, до Министерството за здравство, до Министерството за финансии, бидејќи веруваме дека во овој процес на финализирање на буџетот пред неговото усвојување од страна на собранието, се уште и министерствата клучни здравство и финансии можат, доколку покажат воја, да интервенираат и да го коригираат буџетот во насока на она што наши домашни национални, а и меѓународни експерти го констатирале како потреба за успешен одговор и справување со епидемијата на ХИВ. Така, бите, очекувате ли позитивен исчек реакција? Јас искрено се надевам дека после сите докази, бројки, дека ќе се донесе одлука која што ќе биде во интерес пред се на јавното здравје на сите граѓани и дека нема да ги дозволиме да ни се случат останатите сценарија за кои што со години на назад апелираме дека не треба да се случат и дека ќе се донесе одлука која што ќе го продолжи овој тренд на успешно справување со ХИВ и нема да ни дозволи епидемија од ХИВ во 21 век. Сега, кога ги имаме на располагање сите информации, кога ги имаме на располагање и знаеме за сите ефективни мерки, тие треба само донесувачите на одлуки да ги направат достапни за сите граѓани и со тоа да го напредат здравјето. Искрено, само во оваа фаза можам да кажам дека очекуваме ова да биде коригирано и да се донесе одлука во корист на здравјето, благосостојбата на граѓаните. Така, секако сигурно е многу битно, нели, после 3,5 децениско искуство да се сериозно да се менаџира со овој проблем. Јас искрено се надевам дека ќе наидете на позитивна реакција, ако може така да ја наречеме, и дека ќе имаат и надлежните и пратениците еве до кои што го упатувате својот апел, нели, така една реакција која што навистина ќе направи некоја позитивна промена во целава оваа ситуација и дека ќе зборуваме за конкретни некои мерки, активности и проекти за унапредување на здравјето, за позитивни проекти кои што ќе можат да бидат за добро на сите граѓани, а не за скратен буџет кој што може сериозно да го загрози нивното здравје. Јас ви благодарам што вечерва бевте заедно со нас и што бевте гости во 24 анализа. Навистина жалам што немавме представник од Министерството за здравство, иако упативме директна покана, но се надевам дека за многу поубави теми, да ги наречеме, ќе имаме можност уште еднаш да поразговараме. Благодарност до вас. Благодариме и ние.
Почитувани, вам ви благодарам што овие 40 на минути бевте заедно со нас во оваа 24 анализа. Секако останете со програмите на 24 вести. Пријатна вечер.